Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно ново издание на нашиот подкаст на прва со професорите од Горната. Денес разговараме најпрво со една прекрасна личност, секогаш позитивна, насмеана и отворена, една од најуспешните во својата сфера на дејствување, истакнат полиглот, професор доктор Маја Милевска-Кулевска. Добре дојдовте, професорке, како сте? Ти благодарам на поканата, Лука. Благодарам. Дали прв пат зборувате на радио да не имате трема? Радиото ми е омилен медиум, затоа што уште од основно образование бев дел од екипата на Радио Битола. Бев дел од екипата која подготвуваше детската емисија Радио Уличка, која се емитуваше во сабота заедно со Сонја Тантарова. И радиото многу го сакам, многу го слушам, особено кога возам. Слушам и меѓународни радија и македонско радио се. Супер, спомнавте кога бев малечка, кога учев во основно. Најпрво каде учевте во основно? Основното училиште го завршив во Тодор Ангелевски, како тебе. Така, следното прашање ми беше каква беше малечката Маја? Многу поразлична од сега или? Маја кога беше малечка беше едно темпераментно девојче, љубопитно особено, значи бев особено љубопитна кон математиката и кон се што е ново околу мене, значи посебно ме интересира природните науки. Особено бев организирана, значи успевав да стигнам сегде каде што сакав и стигав, значи посетував часови по танци, игрорни, јазици, математички школи, кошарки, хорови, се она дополнителни активности кои што се нудеа во тоа време во рамките на основното образование. Следното прашање делумно ми го одговоривте. Учевте тука кај нас во гимназија, во средна, да, така? Јас сум ученик на Горната, да. Ќе ве прашав кој ви беше вашиот омилен предмет и омилен професор. Веќе спомнавте малку за математика. Да. Мајве малку по детален одговор. Дефинитивно омилен предмет ми беше математика и дефинитивно омилен професор ми беше професорката Ирина. И тогаш ми била и сега ми е идол за професор, бидејќи е реална, многу е реална и секоја петка кај неа е заслужена. Иако сметам дека можеби не сум таков тип на професор, бидејќи од една страна не сум професор по математика, од друга страна пак предметот кој што јас го предавам и наставата во последните 20 години трпат големи промени, така да строгоста, да речем, и тој авторитет кој што го има таа не може да се примени во наставата за странски јазици, бидејќи прво тоа се изборни предмети. Математика си сакам. Си сакав, посетував математички школи низ Македонија во текот на моето основно образование, одев на превари и мислам дека математиката за малку не беше моето главно занимање во кој што би го одбрала понатаму. Спомнавте наставата по странски јазици, да кажеме вие тука кај нас предавате француски и италијански јазик. Следното прашање ми е зошто кога цело време зборувате за математиката, на крајот одбравте баш странски јазици. Дали имаше некој кој ви влијаеше на вашата одлука, бидејќи знаеме родителите и сега кај децата во тој период имат големо влијание врз идната професија? Не, јас до четврта година мислев дека ќе студирам природни науки. Значи, најмногу ме влечеше математиката, но во еден момент помислував и на хемија. Најверојатно желбата и љубопитноста кон патувања, кон откривање нови земји, култури, како и едно патување кој го направи во трета година во низ Европа, најверојатно тоа беше пресудно за да се определам да студирам јазици. Меѓутоа, најмногу мислам дека се посветив на математика. Каде точно студиравте? Најпрво во Скопје? Да, завршив филолошки факултет во Скопје. А потом магистриравте, докториравте? Да, магистрирав и докторирав исто на филолошки факултет во Скопје. Со тоа што работев истражување во рамките на мојот докторат во Словенија и во Хрватска.
Сте живееле во Словенија, во Хрватска? Па тоа беа кратки престои, значи од 1 месец прилика, каде што самото истражување налагаше посета на настава во гимназии во неколку градови во Словенија, а потоа и во Хрватска. Така да престојот од 1 месец не би го нарекла живење таму, меѓутоа сепак се запознав со нивниот образовен систем и наставата по странски јазици таму. Една споредба да направиме? Па Лука, да ти кажам, тоа беше пред 12 години, значи може би сега има навистина и промени во однос на тоа тогаш што се случувало, како се одвивала наставата тогаш, меѓутоа и тогаш можам да наведам како разлика тоа што во Словенија во тоа време наставата по странски јазици ја организираа двајца професори во исто време на час во еден клас. Значи, едниот професор беше задолжен, беше матичниот професор од гимназијата, кој што беше задолжен за одредени делови од јазикот, додека вториот професор беше лектор од странска земја, кој што практично ги ставаше учениците во ситуација на комуникација да го применат она што професорот го работел во првиот, во ведниот дел од часот. И тој дел некако најмногу ми остави впечаток, освен останатите, да речам, детали кои што се поврзани со школите, а исто така би нагласила во секоја гимназија во Словенија, во ходниците има јаболка и овошје. Значи на децата на им се дозволени грицки, смоки, чоколада, ако им се јадат јаболка, круши, банани, овошје. Значи дефинитивно треба да се потрудиме да го примениме словенскиот модел. Мене Словенија ми е земја од соништата, да. Средена во секој контекст, наставата идеална, услови за работа имат секакви, децата имат огромни можности, значи во однос на избор на странски јазик, во однос на изборни предмети во рамките на гимназиското образование. Сега во споредба со Хрватска, кога истражувањето го работев таму, тогаш хрватите само што не беа влезени во Европската унија, значи 2013 година, имаше, да речем, разлики во едниот и другиот образовен систем. Меѓутоа, она што беше интересно во Хрватска е исто така посетата и на часови надвор од гимназиите, односно на вечерните часови, да речем, каде што гимназиите му возможува на постари жители на градот, конкретно на Загреб, да посетуваат часови по странски јазици. Значи имаше многу пензионери кои го изучуваат францускиот јазик, да го пополнат слободното време, да пополнат, да исполнат некои своји желби кои што претходно не им биле реализирани, односно да зборуваат странски јазик на старост. И така, тие некои детали ми останаа во сеќавање и ми се репер, да речем, за тие две земји. Да се вратиме сега од Словенија, од Хрватска кај нас тука. Од Скопје, по завршувањето на високото образование, решавате да се вратите во Битола и тука да ја градите вашата успешна кариера приказна. Дали, доколку сега би биле во истата ситуација, би се вратиле во Битола? Па не знам, Лука, тоа е склоп на околности. Значи во моментот тогаш ете така се средија, се наредија коцките, да речем, да веднаш после моето дипломирање се вработам во гимназијата Јосип Брз Тито, на местото мојата професорка по француски Нада Димитровска, која беше избрана за ВД директор. И на само 23 години почнав да работам како професор во гимназијата и можам да речам дека тоа ми е едно од омилените искуства, бидејќи прво нешто што би рекла дека ми е драго е што застанав рамо до моите професори. Значи во тоа време сите оние професори кои мене ми предаваа во гимназијата, беа во наставничката канцеларија. И најтешко ми беше да им се обратам, како ќе им се обратам, бидејќи веќе не ми се професори, а немам доволно стаж и углед, да речам, за да им се обратам на име. Јас сум во тоа време бев 23 години, а тие
се уште важеа за успешни, строги професори кои сум ги имала до пред некоја година на час. Сега да не откривам јас, да ни кажете вие што се случи во 2003 година, тука во Битола, која се уште трае, 21 година славите годинава. Да, значи, по моето искуство во гимназијата, откако се врати професорката надолу настава, да, решив да го продолжам наставниот процес, бидејќи во тоа време, значи, не бев во државно училиште, решив да го отворам приватното училиште Лингва и кое се уште постои. Годнава славиме 20 години, 20 учебни години. И мислам дека наставата во приватниот сектор многу ми помогна во работата во државниот сектор, бидејќи многу е важно како професорот ќе се насочи кон тоа да ги привлече учениците да го изберат странскиот јазик. Во државните училишта, за жал, не сака да се нуди тој избор, особено во основните, каде што децата го прават изборот на вториот странски јазик. И мислам дека многу е важно исто така и пристапот на професорот кон учениците, бидејќи тој неформален однос можеби ги допира и емотивните делови на учениците и не е залудно и тврдењето кога се вели дека за да научиш еден странски јазик прво треба да се заљубиш во него. Значи, учениците треба да ги согледаат и не само јазичните елементи, туку и културолошките елементи на наставата по странски јазик, за да направат споредба помеѓу она што постои надвор од нивните граници, од државата, од нивната држава, и да го прифатат она што им е блиско. Следното прашање ми беше зошто, мислам вие веќе делумно го одговоривте, спомнавте за странските јазици, зошто баш да изучуваат учениците, да им дадеме сега една порака и во основно и во средно, француски и италијански? Зошто? Па бидејќи не јасно е и на сите ни е познато дека колку јазици знаеш, толку луѓе вредиш, така? Француски и италијански се јазици кои што се потекнуваат од латинскиот јазик, значи се многу слични јазици. Првенствено француски е јазикот на сите европски институции, рамо до рамо со англискиот. Значи, тие се два јазици кои што се применуваат во европските институции, се официјални јазици на Олимписките игри. Тоа се јазици кои што би рекла се јазици на дипломатијата. Значи, ниеден друг јазик, освен францускиот, не е рамо до рамо со англискиот. Францускиот го зборуваат над 320 милиони луѓе на сите 5 континенти од светот. Тоа е единствениот јазик што се зборува во сите 5 континенти од светот и од цела таа бројка 255 милиони се активни говорители кои секојдневно го користат јазикот во својот секојдневен приватен и професионален живот. Така да мислам дека отвора многу можности, прво за упис на француските универзитети, а потоа и за професионална кариера во било кој домен. Значи, најмногу би рекла во право, бидејќи е јазик на дипломатијата, меѓутоа и во сите други професии. А кога зборуваме за италијанскиот јазик, мене ме радува фактот што најголем дел од слушателите на курсеви по италијански јазик, а сега и на настава по италијански јазик, се деца кои го избрале од лично задоволство, значи сакаат да го знаат јазикот, им звучи добро, сметат дека е јазик на музиката, на уметноста, на културата. Знаеме дека 75% од светското културно наследство се наоѓа во Италија, значи тоа се, да речем, причини кои што младите луѓе лесно ги препознават и го избираат јазикот.
сега и во државните училишта низ Македонија. Ни дадовте интересни податоци за двата јазици, ги спомнате државните училишта. По ваше залагање тука во Битола е воведен италијанскиот јазик во училиштата. Тешко беше да се направи еден таков чекор? Па види, тоа е повеќе политичка одлука, не е моје залагање. Значи јас би рекла дека се залагам да го промовирам јазикот. Значи соработката со италијанската амбасада е прилично долга, значи до сега сме организирале заеднички денови на италијански филмови, одбележување на неделата на италијанска кујна, неделата на италијанскиот јазик, значи бројни активности кои што до сега сме ги организирале под капата на амбасадата. И мислам дека сето тоа влијае кај семејствата, првенствено кај децата, а потоа и кај родителите, за да го изберат, да го насочат своето дете кон избор на втори странски јазик во основно образование. Но сепак мислам дека тоа е најтешкиот дел, да се убедат и директорите на училиштата да сватат дека секој дете заслужува да добие избор на вторострански јазик. Значи, да бидат понудени сите три јазици кои што ги опфаќа наставната програма за 6 одделение и да секој дете да добие можност да го избере точно јазикот што го сака, без налагање, бидејќи без љубов кон одреден предмет не може да се постигнат резултати. Кога сме кај љубовта на јазиците, француски или италијански? Тешко прашање. Па тогаш нека биде Франција или Италија, да не биде толку. Види, за мене јас не можам да ги ставам двата јазици, двете земји на кантар, бидејќи од двете земји имам, да речем, различни особености кои што ме привлекуваат. Во секој случај францускиот бил првиот јазик кој што сум почнала да го изучувам од 5 годишна возраст. Тој ми е прв јазик, додека италијанскиот е вториот јазик кој што паралелно го изучував на факултет. Не можам да изберам меѓу двата јазици, меѓутоа францускиот ме врзува и со семејство во Лион, во Франција. Мајка ми има први брачеди во Франција и најверојатно и од тука тргнала мојата љубов кон францускиот јазик, полесно да се разберам со децата на семејството на мајка ми, со моите братучеди, и мислам дека во овој момент не би можела да изделам кој од двата јазици повеќе го сакам или го преферирам. Вели девонна прилика, за мене среќа е денот на среќата, 20 март, бидејќи се поклопува со денот на франкофонијата. Да, март е месец на франкофонијата, во сите училишта во целиот свет се одбележува како месец во кој што акцентот е ставен врз францускиот јазик. 20 март за среќа се поклопува со денот на франкофонијата, се поклопува со денот на среќата. Да, за мене е среќа кога гледам ученици кои што го изучуваат францускиот јазик да го користат во комуникативни ситуации. Значи, еве сега во рамките на размената, учениците кои што биле дел од таа размена со Франција, го користат јазикот за своји цели, значи за да го прашаат своето другарче дали сака да јади, кога сака да си одат дома, дали е жедно и така натаму, значи договарат средби на вечер да излезат на кафе. Сите тие работи, кога гледам дека децата го применуваат јазикот, она што го научиле во рамките на наставата, за мене е среќа. Да. Ја спомнавте размената со училиштето Тома Пескиот Кутон с Франција. Од неодамна и вие сте ангажирани во самата размена, таа е веќе традиција тука во гимназија долги години, благодарение на професорот Иле. Да. Кажете ни нешто повеќе за размената и за оние кои не знаат какви придобивки има за децата, што всушност вклучува таа размена? Размената се е активирана во помеѓу двете училишта, односно се изведува од 2010 година па наваму.
Најпрво со друга гимназија од Нормандија, сега веќе 10 на години и со гимназијата Тома Пески од Котонс. Размената е во секој случај позитивно искуство за сите ученици и за нашите ученици и за учениците од Франција, бидејќи на тој начин децата се отвараат кон светот, значи ги отвараат своите погледи кон светот, се запознаваат меѓу себе, ги запознаваат своите сличности, разлики, значи кој е нивниот стил на живот, како тие функционираат на училиште, како функционира нивното училиште, кој е нивниот да речем тек на активности во текот на работниот ден, се запознаваат со нова култура, со нови гастрономски, да речем, стекнуваат нови гастрономски искуства, пробуваат специјалитети, се ставени во ситуација да го применат јазикот кој што го учат, нашите првенствено францускиот, се разбира и англискиот, а нивните посебно англискиот, бидејќи тоа се деца кои што потекнуваат од помали градови, не секако нашите гимназијалци, тоа се деца од селски средини кои што можеби за прв пат го напуштаат своето родно место и патуваат во странство со професорите, значи се поповлечени, позатворени. Меѓутоа, сепак тој баланс помеѓу двете училишни средини идеално функционира, бидејќи професорот Иле по историја и професорот Емануел од Франција максимално се вложуваат за таа размена да функционира и мислам дека многу успешно го прават. Сега да не правиме споредба за условите, бидејќи се неспоредливи, јас сум имал прилика да бидам дел од размената, да направиме една споредба на тамошните деца и нашите овде гимназијалци, веќе рековте дека се поповлечени. Да, мислам дека тоа се позатворени деца, значи деца и поскромни деца, можам да речем дека се поскромни, нашите деца се малку по-разгалени. Значи, имаат повеќе можности, добиваат повеќе работи од страна на родителите, па и средината во која живееме, тоа им го нуди, значи патуваат повеќе кон странство, посетиле до сега други земји, освен сопствената. Мислам дека тие деца се во тој поглед поограничени, што не значи дека тоа е лошо, меѓутоа тргаат со некој почетен страф кон посета на земја надвор од Франција, што забрзо се надлинува и сваќаат дека всушност ваквите размени се богато искуство за учениците, бидејќи стекнуваат нови пријателства кои траат. Значи, многу ми е драго што сега баш пред некој ден разговарав со учениците кои беа дел од ланската размена. Многу ми е драго што се уште остваруваат контакти со тие деца, се уште се честитаат родендени, си посакуваат среќни нови години. Така да тие пријателства траат. Некои од нив можеби ќе заминат да студираат во странство во Франција, така да повторно ќе се сретнат и тоа е најголемиот бенефит од размените. За вашата големина како професор можам јас лично да потврдам, бидејќи веќе 4 години сум ваш ученик. Дали прифаќате критики или пофалби од останатите ученици, колку ви значи тоа? Да, мислам дека најмногу ми значат зборовите на децата. Значи, пофалбите исто да, јас не сум многу личност која што сака да се фали, меѓутоа критиките особено ми значат, бидејќи сакам да знам каде грешам. Сакам, секогаш размислувам за наставниот процес, значи дали нешто сум направила добро или лошо, секогаш го мозгам, да речем, бидејќи секогаш може да се направи да изгледа подобро, така да се реализира во подобра мера. Критиките до учениците посебно ми значат, бидејќи се ставам во нивна кожа и гледам нивната страна, за да знам дали навистина тоа така се случило и каде можам јас да се подобрам за тие да се чувствуваат подобро во текот на наставата.
Кога сме веќе ке критики и пофалби од учениците, имаме тука едно прашање од ученици. Вели како успевате да ја задржите истата позитивност на секој час и како успевате да изгледате толку младо? Енергијата е помеѓу мене и учениците, значи се трудам да има позитивна енергија, позитивна клима на час. Таму каде што нема ја создавам, морам да речам, значи без енергија и без позитивна клима наставата не би се одвивала добро, значи и претходно кажав, мора да постои таа хемија помеѓу учениците и професорот, за да може да се пренесе наставната содржина на полесен начин, значи без стрес, учењето со стрес никако не е мој атрибут, така да мислам дека тој дел со енергијата е многу важен во текот на наставниот час. Точно. Сега малце да се осврниме на француски-италијанскиот лингвистичка гледна точка. Колку сте забележале тука во Битола и воопшто во македонскиот јазик да луѓето грешно изговараат некои француски или италијански зборови или ги користат во грешна конотација? Па види, има, најмногу, еве сега што ми паѓа на памет, најмногу ме нервира изговорот на италијанската компанија за детски играчки Чико, значи тоа не е Чико, тоа е Кико, бидејќи на италијански Кико значи зрно, значи се она што е мало, односно се однесува на децата е фатено во таа компанија и еве тој збор ми паѓа на памет дека да, грешно се изговара во јавноста. Може би има и друг. Еспресо? Еспресо, да, и еспресо, кога го викаат со К, а нема К, значи не е експресо, туку е еспресо. Да. Кои зборови од францускиот или италијанскиот јазик би ги вметнале да се користат во македонскиот? Ви се толку така убави, што треба да се користат и на македонски? Види, не, јас не сум поборник да се позајмуваат странски зборови во мајчиниот јазик. Францускиот и италијанскиот јазик се јазици кои што редовно го обновуваат својот речник, значи еднаш во годината објавуваат, барем Француската академија објавува речник на зборови кои што влегле во употреба во јазикот и ги исфрла оние кои што не се употребуваат веќе, значи немаат говорители и тоа го збогатува јазикот. Напротив, не мислам дека треба странски зборови да се прифатат во нашиот јазик. Мислам дека нашиот јазик мора да се негува, да се употребуваат македонските зборови, да се зачува она што го содржи тој. И мислам дека е добра пракса да се издаваат речници на македонски јазик, каде што исто може би ни се наметнале некои зборови кои се во употреба, би се исфрлиле оние кои што веќе не се во употреба во јазикот. И сега да ве запознаеме од една поинаква страна, каква е професорката Маја надвор од училници и што сака најмногу да прави? Професорката Маја каква е? Значи, сакам многу да читам. Имам, да речам, слабост кон книги. Читам и на француски, и на италијански, имам дома библиотека, ја користам секоја прилика да си набавам книга која што ме интересира. Освен читањето, па сакам да патувам, сакам и да си извежбам, одам во теретана кога имам време. Така. Super professorke, grazie mille, spero che si sia divertita e se si è piaciuto le aspettiamo ancora una volta e voi seguiteci ai social, ci vediamo la settimana prossima. Seguez-nous aux médias et on va se voir à la prochaine.